мораат да пријават злоупотреба на СОС телефонот. Од 105 јавувања, само 4 се од деца. Во Илинден 53 учества на фестивали и 30 освоени награди. Во 4 полгодини постоење на Филмскиот фонд на Македонија добиени се 80 награди за филм. Финансиски се поддржани околу 130 филма, а целосно се завршени 62. Со оваа информација ги започнуваме урбаните вести. Еве што друго ќе гледате во нив. Коце Трајановски во посета на општина Сарај. На СОС телефонот за деца и млади за 6 месеци има 105 јавувања, само 4 се од деца. Во Газибаба ќе се регистрираните СОС јавувања на првата детска амбасада Меѓаши, а се намалуваат жртвите на семено насилство. Од почетокот на годинава регистрирани се 105 јавувања, од кои само во 4 случаи лично деца ја кренале слушалката за да побараат помош од злоупотреба при семено насилство. Прилог на Ивана Митковска. Само 4 од вкупно регистрираните 105 јавувања на СОС линијата за деца и млади при првата детска амбасада во светот Меѓаши биле деца. Останатите се возрастни. Децата ретко собираат храброст да пријават насилство или прекрашување на некое нивно право на СОС линиите. Но интересен е податокот што оваа година за прв пат политичката злоупотреба на децата избила на прво место, според регистрираните СОС јавувања, а е намален бројот на жртвите на семејно насилство, додека бројот на деца кои се опфатени во овие случаи е 195. Оваа година за првите 6 месеци нашите СОС оператори кренале вкупно 483 пати слушалката за да се јават, дојават, пријават, се консултираат, информираат, насочат. Проблем кога има детето или некој кој се јава во име на детето. Жртви вкупно 195 деца. Според овие податоци за 40 деца постои сомнеж за политичка злоупотреба за време на локалните избори или по нивното завршување. 38 деца се изложени на несоодветни услови за живот, кои им го попречуваат оптималниот раст и развој како резултат на сиромаштијата. 32 деца биле незаштитени и изложени на насилство во своето семејство. На 19 деца им се прекршени правата при брако-разводни постапки. 13 деца биле жртви на насилство меѓу врсниците, а 3 деца биле жртви на сексуална злоупотреба. Загрижувачки е фактот дека 40 деца биле потенцијални жртви на политичка злоупотреба. Ако го земеме предвид фактот дека овој период, оваа половина на годината беа локални избори, бројката од 40 деца сме ја добиле од една анонимна дојава дека група на 40 деца носеле знамења, мајци, биле едуцирани во политичка насока. Би сакал уште еднаш да апелирам и до родителите, и до политичките партии, дека местото на децата не е на политичките митинци. Местото на децата е во училишта, безбедно, среќно, да играат на игралиштата и да се дружат со своите врсници. Во 2 случаи било пријавено насилство на деца од страна на воспитувачка во градинка и еден регистриран случај за малолетничка проституција, а имало и случај на дете кој избегало од дома поради физичко насилство. Според статистиките, таргет жртвите се деца од 6 до 14 години. А интересно и тоа што девојчињата двојно повеќе се јавувале да пријават насилство за разлика од момчињата. За 20 години откако е формиран СОС телефонот за деца и млади, има 19.700 повици за прекрашување на некое детско право. Директорот на Меѓаши, Драги Змијанац, вели дека земјава има потреба од дневни центри за деца жртви од педофилија или сексуално насилство, бидејќи таквите жртви немаат каде да се сместат по злоставувањето. Тој нагласи дека бројот на СОС линијата во Македонија треба да биде усогласен со европскиот детски број и апелираше до владата на Република Македонија да одвои пари од буџетот за да може СОС телефонот да биде одржлив и во наредните години, бидејќи децата на вистина имаат потреба од тоа. Нашиот СОС телефон како многу важен, од јавен интерес, како индикатор кој ги дава релевантно состојбите со прекршување на правата на децата и препорача до владата на Република Македонија да го хармонизира со европскиот број 116000, од буџетот да одвои средства, бидејќи од јавен интерес, да може
првата детска амбасада Мегеши, да раководи со 24 часа и да биде достапен на сите фиксни и мобилни оператори. И по креветувањето на поранешниот министер за труд и социјална политика, во Комисијата за правата на детето при Република Македонија, ние се уште не успеавме овој број да го хармонизираме со европскиот број 116000,